Македонија ќе мора да избере меѓу две лоши опции. Или на пописот да биде избришена графата за етничка припадност и да добиеме објективни бројки за тоа колку луѓе навистина живеат во земјава, или ќе има етничко изјаснување, ама ќе излезе дека државата има 3 или повеќе милиони жители. Предлог законот за попис на населението кој веќе е објавен од Министерството за правда очигледно е правен врз основа на првата опција, бидејќи во него нема можност за изјаснување за етничка и религиска припадност. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски објаснува дека овие графи биле предмет на политизација на претходните пописи и дека сами по себе немаат никаква употребна вредност за пописот, чија цел е да овозможи податоци врз основа на кои ќе се градат и спроведуваат политики на развој, како на централно така и на локално ниво. Политикологот и истражуваш на јавното мислење Владимир Божиновски е многу подиректен. Ако имаме етничка припадност, тогаш ние може да очекуваме дека не знам Македонија на крај ќе излезе дека живеат 3 милиони, 5 милиони, 10 милиони луѓе. Или ако го исфрлиме тој да добиеме некоја реална бројка на жителите во Република Македонија, која според мои неофицијални проценки е помала од она која што имаме официјално. Значи, дали има 1.750.000, 1.800.000 жители кои што се во моментот во Република Македонија, тоа треба да не го каже пописот. Во секој случај не се 2.070.000 колку што е официјално. Со ова не се согласуваат дел од помалите етнички заедници кои сметаат дека попис без етничка графа е вовед во нивна тивка асимилација, а гледаат и закана за нивните права кои произлегуваат токму од мултиетничкиот карактер на државата. Неколку невладини организации и Facebook групи дури предупредуваат дека може да дојде и до бојкот на пописот, доколку предлог законот се усвои и статистичката операција се спроведе на ваков начин. И кај најголемата заедница, македонската, постои извесен отпор кој засега е изразен главно на социјалните мрежи, но не треба да се занемари ниту мислењето на дел од академиците во МАНУ и видни универзитетски професори кои предупредуваат дека со ваков попис македонците би можеле да бидат единствената нација во светот која нема да биде забележана како посебна ниту во сопствената држава.